Добар ден, ученици! Јас сум Анита Зафировска, професор по македонски јазик и литература во гимназијата Сами Фрашари во Куманово. Наставната единица за денеска е придавки. Значи, втората група одменливи зборови се придавките. Што е дефиницијата за придавки? Дека придавки се зборови со кои се опишуваат или се дава некаква карактеристика на предмети, суштества и појави. Придавките и именките мора да имаат исти карактеристики, односно да се совпаѓа, исти својства се извинувам, да се совпаѓаат по род, број и определеност. Тоа значи дека ако именката е во женски род, и придавката треба да биде женски род. Ако именката е во множина, и придавката треба да биде во множина, односно ако за определеност ќе видиме, ако, например, придавката е именката е неопределена, придавката може да биде определена, например, убавата градина во овој случај. Значи, совпаѓање мора да има по род, број и определеност помеѓу именката и придавката. Например, дрвена порта, придавката порта, именката порта е во женски род и придавката дрвена мора да биде женски род. Исто така, градина е женски род и убава мора да биде женски род. Во овој случај трева е женски род и зелена мора да биде женски род. Исто и за машки и среден род. Например, добро дете. Дете е среден род, именка од среден род и добро е придавка од среден род. Значи, во никој случај не може да има разидување во родот, бројот кај именката и придавката. Например, ако кажеме убав дете или добар дете, дете е именка од среден род, а добар е придавка од машки род. Значи, тука нема совпаѓање по род и нормално и не звучи убаво кога ќе кажеме добар дете, значи туку добро дете. Тоа го разграничивме и понатаму да видиме како се делат придавките. Придавките се делат на 4 групи, и тоа описни или квалитативни придавки, односни релативни, бројни и заменски придавки. Односните придавки ги бараме со прашањето каков за машки род, каква за женски род, какво среден и какви множина. Например, ученикот пишува со остар молив. Во овој случај, придавката остар ја бараме со прашањето каков е моливот и одговараме остар. Односно, со каков молив пишува ученикот, одговорот е остар. Во овој случај, описната придавка не е остар. Во вториот пример, широка улица, со прашањето каква е улицата, одговараме широка, и храбро дете, какво дете, храбро. Значи, забележуваме дека и во овие случаи, кај описните придавки, описната придавка дава опис на предметот, на живото суштество и така натаму. Значи, со придавките остар, широка и храбро опишуваме, даваме некаква карактеристика на именката и забележуваме дека имаме согласување помеѓу именката и придавката. Значи, во првиот пример, именката е машки род и придавката исто, во вториот случај имаме именка женски род и придавката е во женски род, и во третиот пример именката дете е среден род, придавката храбро е среден род. Значи, совпаѓање мора да има помеѓу именката и придавката, тоа што го спомнавме пред малку. Односните придавки се делат на 2 групи, тоа материјални и присвојни. Кои придавки ќе бидат материјални? Значи, оние придавки
кои што покажуваат материјалот кој што е направено и изградено нешто. Например, дрвена врата, железна порта, пластична чаша. Во овие примери е даден материјалот, дрвена, пластична, железна, од кој што е направено нешто, затоа и се викаат материјали. Присвојни придавки ќе бидат оние што искажуваат некаква припадност, односно присвојност на нешто. Например, градска библиотека, мајкина ќерка, државна болница и така натаму. Значи, со присвојните придавки кажуваме на кого, на што припаѓа нешто. Дека библиотеката припаѓа на градот, дека болницата е на државата, односно државно, значи означуваат некаква присвојност на некого или на нешто. Бројните придавки понатаму се образуваат од броеви и покажуваат редослед или умноженост. Значи, реден број или нешто умножено. Например, прв, втор, трет, четврт. Потоа умножено, тоа е редослед, умноженост, двојно, тројно, четворно и така натаму. Значи, четвртата поделба е на заменски придавки и тука има неколку подгрупи кои што спаѓаат кај заменските придавки. И тоа, заменските придавки може да бидат присвојни, количествени, квалитативни, прашални, општи и неопределени. Во присвојни придавки што ќе спаѓа? Значи нешто што означува присвојност. Мое, твое, наше, ваше, нивно, негово и така натаму. Тие се бараат со прашањето чии, чија, чие и чии за множина. Количествени придавки: толкава, олкава, онолкав, онолкава, онолкави, толкави и така натаму, одговараат со прашањето колкав, колкава, колкаво или за множина колкави. Потоа квалитативни: тако, ваков, онаков, значи какво е нештото. Тие се бараат со прашањето каков, каква, какво и какви. Прашални со прашањата чии, каков, колкав. Општи: секаков, секаква, секакво, секакви и неопределени: некаков, некаква, некакво, некакви. Ви благодарам за вниманието денеска. Следниот час ќе работиме степенување на придавките. Се најубаво.